председателе, почитувани колеги пратеници, почитувани представници на медиумите. Ова една точка на дневен ред е специфична по многу нешто. Пред нас е последната фаза од еден процес кој во основа треба да резултира со создавање на услови за вистинска и неселективна борба против корупцијата. Против корупцијата која ги јаде темелите на една држава. Против корупцијата која години или децении наназад ги јадеше темелите на нашата држава. Против корупцијата како зло во општеството. Зло кое години наназад навлезе во секоја пора од нашето живење. Зло кое тешко се искоренува, но и зло против кое сме цврсто решени да се бориме и цврсто решени да се спротивставиме. Затоа како држава започнавме процес кој во основа имаше две задачи. Од една страна требаше да создадеме соодветна законска регулатива за борба против корупцијата, регулатива во која се инкорпорирани препораките од ПРИБЕ, извештајот од Европската комисија за напредокот на Македонија, како и препораките на ГРЕКО. Тоа го постигнавме. Го постигнавме ние како пратеници од мнозинството, но и заедно со пратениците од опозицијата. Го постигнавме преку разговори и консултации со граѓанскиот сектор, со експертите во оваа област и со нашите пријатели од Европската Унија. Успеавме преку инклузивен процес да дојдеме до вистинско законско решение, кој ќе биде добра основа за ефикасна борба против корупцијата. Законот за спречување на корупцијата и судир на интереси, кој со консензус го изгласавме пред неколку седмици, создаде основа за проширување на надлежностите на антикорупцијската комисија, но и за избор на нов состав на ова тело на транспарентен начин и под услови кои целосно ја исклучуваат можноста за партиски и бизнис влијанија. Поставивме високи критериуми за кандидатите. Ја исклучивме и оневозможивме партиската поврзаност на кандидатите во моментов, но и во минатото. Формиравме комисија за селекција составена од пратеници и од парламентарното мнозинство и од опозицијата, но и представници од невладиниот сектор и народниот правобранител. Имаат тешка задача меѓу професионалци, стручњаци, луѓе со искуство да ги предложат најдобрите. Сакам на сите да им честитам за спроведеното интервју, за систематичноста во нивниот приод, за сите прашања со чиво поставување ги вадеа вистинските карактеристики на кандидатите. Сакам да им честитам, но и да им се заблагодарам. И на сите представници на Сдруженијата на новинари, на Сдруженијата на граѓани, на универзитетските професори и сите други кои дадоа несебичен придонес и помогнаа во целиот овој процес. Пред нас имаше предлог за нов состав на антикорупцијската комисија. Очекувам едногласно да му ја дадеме нашата доверба, но и да му ја пренесеме нашата заложба за да работи професионално, независно и транспарентно. Нашата доверба дадена во нивните раци, верувам дека ќе ја оправдаат. Нашата доверба денес е нивна работа утре. Нашата доверба е наше очекување за безкомпромисна борба со корупцијата, независно од кои структури таа доаѓа и независно дали таа е од некои политички партии или од некои финансиски моќни луѓе. Тоа го очекува и јавноста и граѓаните затоа што години наназад предупредуваа, алармираа и инсистираа не само во ова тело да има вистински професионални и стручни лица, туку и реално да свртиме нова страница во битката со корупцијата. Имаме искрена и сериозна волја за борба против злото наречено корупција. Ги поставивме темелите и ги создадовме инструментите. Докажавме дека нашата желба за таа борба не е декларативна, туку реална и сериозна. Ако има корупција, има проблем. Секој проблем има име и презиме. Очекувам комисијата да го соопшти и да го изведе пред лицето на правдата. Секој име и презиме кое го прекршило законот. Секој име и презиме. Значи секој, без разлика на која политичка партија припаѓа
без разлика на која етничка заедница припаѓа и без разлика на економската моќ која поседува. Конечно, законот во оваа држава мора да важи еднакво за сите. Почитувани колеги пратеници, граѓаните бараат, граѓаните сакаат и граѓаните заслужуваат единственост на сите политички субјекти во однос на ова прашање. Само на тој начин, единствени и обединети по ова прашање, може да се гарантира успешна борба за спречување на корупцијата. Ве повикувам заеднички да дадеме доверба на предлогот за нов состав на Државната комисија за спречување на корупцијата. Ви благодарам.